Ќе се обидам да составам влада, но не по секоја цена. Ако се оди по досегашните установени принципи, во Македонија би требало да составам влада, вели лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во интервју за Дневник. Ова следува откако ДУИ, БЕСА и Алијанса за албанците ја објавија платформата со своји барања. Ако ВМРО-ДПМНЕ како победничка партија биде изиграна од ДУИ, независно кои ќе бидат причините за тоа, бидете убедени дека ВМРО-ДПМНЕ ќе се врати на голема врата во владата и тоа најмалку 2 мандата поред. За мене најважни се интересите и на македонците и на сите граѓани на Македонија, вклучувајќи ги и албанците. За разлика од ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и Зоран Заев решија да молчат. Оттаму порачаа дека нема да коментираат се додека платформата не се најде пред нив на маса. Дел пак од вонпарламентарните партии упатија остри критики за барањата од платформата. Според Левица, тие се беспредметни и провокативни. Време е во прв план да се постават најгорливите прашања кои ги засегаат сите етнички заедници во оваа земја, а тоа се социјалните права. Ваквите заложби немаат ништо суштинско, односно само создаваат привид дека некој се бори за нешто, додека реалноста е спротивна. Народното движење за Македонија пак вели дека со платформата на албанските партии Албанија и Косово ја објавуваат војна на Македонија. НДМ смета дека е созран услов од владата на Република Македонија да му обрне внимание на Советот за безбедност на Обединетите нации за овие загрозувачки активности на Албанија и Косово по мирот и безбедноста на земјата. Аналитичарите со поделени мислења. Рамадан Рамадани во платформата не гледа ништо спорно. Мислам дека големиот дел од барањата се остварливи, тие всушност се дел од Охридскиот рамковен договор и се работи кои останаа во Македонија неразрешени заради партиската окупација на ВМРО и ДУИ, која овозможи преиначување или не имплементирање на Охридскиот рамковен договор. Но според Петар Арсовски, овие барања дополнително ќе ги отежнат преговорите за формирање на влада. Не постои партија од македонскиот блок која би можела да ги прифати, но самиот процес на донесување на тие барања и начинот на кој се донесени и тој потек ќе ги оптерети преговорите и ќе ги направи преговорите за новата влада потешки, бидејќи ќе роди чувство кај македонските партии за потреба за некаква национална консолидација од другата страна. Инаку платформата е составена од многу барања кои излегуваат на широко од рамката на рамковниот договор, па толкувањата се дека партиите на албанците во земјава бараат ново државно уредување и нов договор меѓу македонците и албанците, токму она што пред избори го најавуваше Али Ахмети. Документот се пишуваше на двете средби на лидерите на албанските партии со премиерот на Албанија Еди Рама. По објавувањето на барањата, тој на својот Facebook профил ги нарече историски чекор и доказ дека албанците не се борат за фотели. За странското мешање во македонското постизборие изостане реакција од македонскиот блок.